Секоја година на Водици, тука на градското пристаниште, се собира многоилјаден народ кој присуствува на осветувањето на езерските води каде се фрла честниот крст. Тоа го символизира осветувањето на водите во реката Јордан, каде пред 2 милениуми бил крстен Спасителот Господ Исус Христос. Церемониите во Охрид започнуваат рано наутро со посета на црквите, каде се одржува света архиерейска богослужба. Святя Тебе, Господи, Троичество и явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина именуя, и Дух видне голубине, извествоваше словесе утвърждение. Ядай се, Христе Боже, и ми просвещай, слава Тебе. Вас и сите православни благочестиви християни, да ве спомне Господ Бог во своето царство, постоянно си ги се погаши во сите векови. И годинава илјадници млади не само од Охрид, туку и од околните градови, но и од странство, за прв пат годинава од Поградец, се фрлија во езерските води по честниот крст. Најсреќен меѓу нив беше 21 годишниот Јован Делов. И Дух видне голубине, извествуваше словесе утвърждение. Јавляј се, Христе Боже, и ми просвещај, слава Тебе. Пресреќен сум што го фатив крстот, скокам по 7-ми пат. Оваа година ми се исполна мојата животна желба да го фатам светиот крст, како и секоја година. Водата беше ладна, борбата беше долу под нивото жестока, но имав среќа и желба и го фатив светиот крст. Ова е голема чест за мене и за моето семејство како православни христијани. Оваа година овој свет крст да остане во мојот дом. Фаќањето на крстот буди многу емоции, но и реакции кај јавноста. Секогаш лебди дилемата дали може би се фаворизира одредена тајфа.
Оние кои го фатиле честниот крст досега, меѓу кои се и годинашните кумови браќата Јован и Климе Лотевски, велат дека никој не може да го намести фрлањето на крстот. Во водата една голема мешаница од луѓе, како што видовте и денеска и вчера, имаше преку 1000 капачи. Во тој момент никој не може да се разпознае ни кој е, ни што е во вода, ни никаква шпекулација нема во врска со таа работа. Може ли да се намести на ваква работа, бидејќи нели според традицијата верувањата се дека оној кој ќе го фати честниот крст му носи среќа за него во неговото семејство, за градот и така натаму. Може ли некој со таков товар да живее дека некој некому нешто дал? Јас мислам дека нема теоретски шанси. Тоа е господово, така е пишано и друго нема. Пред 1990 година, кога за прв пат фрлањето на крстот се одржа јавно, без никакви забрани на градското пристаниште, честниот крст се фрлаше тајно во водите на Охридското езеро. Повозрастните охриѓани памтат како беше тогаш. Па вака, до комунизмот беше забрането фрлањето во езерото, а од мала нашиот црквата света Свете Никола Гарекомија, двајца што беа постари на времето Дарката и Бучко, тие му го зедо крстот од попот, а се фрлеше во казан во црквата. И отидовме да го фрлет на Сарајште, кај што се тргаа бродовите кај тука. И скришум 2-3 години, тие негде кај 87-88 се фрлаше во езерото само во Варош. Другите се фрлеа по црквите, во Казан. За прв пат на Водици во Охрид се одржа и групно крштевање. Меѓу 30-тината пријавени имаше и деца, но и повозрастни. Се одрекуваш ли од сатаната, од сите негови дела, од сите негови ангели, од сите негово служење, од сите негова горделивост? Се одрекуваме. Се одрче ли од сатаната? Се одреков. Се одреков. Кога ќе се сетиме дека Исус Христос бил крстеван во реката Јордан пред 2000 повеќе години, и ова наша сегашна коинциденција многу значи, мислам, да покрај тоа веруваме дека овој чин ќе допринесе да бидеме поздрави во текот на ова година и во животот воопшто, и дека ќе бидеме и поведри и дека ќе бидеме и прочистени на некој начин од негативните состојби воопшто во нас, меѓу луѓето, па и во целиот свет, во вселената на некој начин. Од самата гледка можеме да видиме дека има интерес, голем интерес од тоа, и треба секоја година да и ќе биде помасовно, пошто на самото крштевање идеја луѓе само прашуваат дали ова ќе се продолжи другата година или дали е само годинава. Празникот Водици одамна ги надмина локалните рамки. Од година во година оваа манифестација прераснува и во своевидна туристичка атракција. Од богојавление се надева дека Водици во Охрид ќе стане еден ден и централна манифестација во православието. Ние како здружение пред 9 години си поставивме една цел и мислам дека сме на прагот да стигнеме до тоа што го предвидевме. Ние предвидовме тоа дека за 10 години ќе имат барем 10.000 туристи. До година ни е 10 годишни на здружението и мислам дека 10.000 туристи од надвор ќе имат во Охрид. Водици е и вистински магнет за медиумите. Годинава во Охрид присуствуваа десеттици медиуми како од земјава, така и од странство. Но не беше секогаш така масовно. Во 1990 година се направија и првите обиди да се реализира еден пренос од Водици во Охрид. Беше тоа време, би рекол, романтично за Радио Охрид, затоа што едноставно ние како една помлада генерација новинари начеше предизвик, уште пред самото самостојување на нашата држава, на нашата Македонија, да навлеземе во еден друг свет, во светот на демократичноста, на идеите, на разбирањето на луѓето и на традициите. Така се случи за прв пат во почетокот на 90-тите години. Радио Охрид да има еден голем предизвик заедно со Дебелско-Кичевската епархија и сегашниот митрополит Тимотеј. Прв човек и директор на радиото беше Стојан Савески, јас бев одговорен уредник на радиото и целата екипа, и новинарска и техничка, се заангажира на 19 јануари да го направи првиот официјален пренос од првото јавно фрлање на крстот во Охридското езеро и осветувањето на водите на Охридското езеро.
реки на народ се слеваа кај градското пристаниште во време кога и не беше празник државен, неработен ден. Луѓето спонтано се собираа од сите страни на градот, се пиеше греана ракија, се собираа свештените лица, литиите и се фрлаше крстот од некогаш и од тркалото кај пристаништето, но почесто од брод. Богоявленските чествувања во Охрид продолжуваат и на Свети Јован, традиционално со капењето на рибарите кај Стараиште. Годинава за прв пат таму беа фрлени 9 буриња, а едно со бело вино, кој му донесе најмногу среќа на Иван Тасески. Меѓу капачите традиционално беше евроамбасадорот Ерван Фоере. Krštajući se Tebe, Gospodi, Trojčesko i Javinska poklonenije, roditelje Bogvastite se suvaše Tebe, возлюблена Gotka Sina imenuja, i duhine golobinje, izvestuvaše slove se utvrđenije. I think it's a great symbol of the spirit that exists in Macedonia, and particularly in Ohrid. Ohrid is a jewel in the crown of the Balkans. And this festivity, this annual event, which has a religious significance, but also a historical significance for all the people, brings together visitors from all over Europe. And I think it demonstrates the strong vocation of Ohrid as a tourist centre, and also that they are preserving these traditions that come down from generations and bring everybody together. So I'm very privileged to be part of this event every year. Вака е за водици во Охрид, кој не дошол не знае. Охриѓани со вера и верба во Бога ја задржале традицијата, им ја оставаат на идните генерации.